Недела вечер и време за уште едно издание на емисијата Успешни. Овој пат нашиот тим се наоѓа во детската градинка Димче Мирчев во Велес, каде ќе раскажеме уште една успешна приказна. За што станува збор, ќе дознаете доколку останете со нас во наредните 30 на минути. Веќе 5 години сте на чело на функцијата менаџер или директор на детската градинка Димче Мирчев во Велес. Какви беа почетоците кога ја преземавте оваа функција? Од 2011 година моето работно искуство почнува во детската градинка Димче Мирчев. Исполнето време со голем број на предизвици, мощна и интересна работа. Сосема поразлично од она што претходно го работев. Дојдов во детската градинка од приватен сектор, работев во типично машки колектив, а во детската градинка, како што знаете, поголем број од вработените се жени. Средината во која што работам е поинаква, меѓутоа работата е прилично креативна, исполнителна, благородна работа и моето искуство е мощно позитивно и уживам во извршувањето на работните задачи секојдневно. Тешко ли е да се раководи со тим повеќе од 100 луѓе, не вклучувајќи ги надворешните соработници и волонтери? Апсолутно не е тешко, туку е динамично. Секој ден е нова приказна, секој ден со себе носи нови предизвици. Решаваме ред на ситуации кои што се појавуваат во текот на денот. Имаме ден исполнет со креативни работи, проектни активности, ден исполнет со решавање на различни дефекти во големиот број на објекти кои што се дел од детската градинка Димче Мирчев. Ваквиот предизвик за мене значи многу. Колективот во кој што работам е колектив кој што функционираше одлично пред да дојдам. Понатаму се надгради и ги прифаќа сите новитети и идеи, така да работењето во детската градинка во Велес е исполнително, представува задоволство за мене, за вработените. Ако го работиш онако што го сакаш, тогаш уживаш во работењето. Работењето ти представува игра. Според вас, на што се должи зголемениот број на упис на деца? Веќе знаеме дека се соочувате со исполнет капацитет во сите клонови или објекти. Во 2011 година, кога дојдов како прво лице на детската градинка Димче Мирчев, беа некаде околу 700 деца кои што ја користеа нашата услуга. Бројката секоја година значително се зголемува. Сега сме на бројка околу 1150 деца и веќе од оваа година имаме за прв пат создадено листа на чекање. Комисија го решава според одредени критериуми за уписот на дечињата. Кога правиме анализа ние од оние податоци кои што ние ги имаме, доаѓаме до сознание дека всушност младите родители ги го сваќаат значењето на предучилиштето како ран период во кој што треба да се создадат многу услови за социоемоционалниот, интелигентниот развој на децата и затоа се одлучуваат да ги донесат децата во ваков вид на предучилишна установа, која представува всушност одлична можност за припрема на децата за редовното наредното образование во основното училиште. Затоа интересот е зголемен. Една од работите кои што сметаме дека исто така е битна во однос на зголемувањето на бројот на дечињата кои што се запишуваат во нашата установа е тоа што направивме дополнителни заложби во однос на подобрувањето на условите за сместување на дечињата. Се грижиме децата да бидат во удобна, топла, чиста средина, креативна, стимулативна средина која што ќе помогне во однос на развивањето на децата како личности, да добиеме соодветно социоемоционално развиени деца, креативни деца, деца полни со фантазија, деца кои што еден ден всушност ќе бидат и дел од целокупното општествено живење и ќе го осмислат живењето во нашата држава. Сметаме дека еден од факторите е всушност подобрување на условите во нашата градинка, а другите се дополнителни општествени фактори, подобрување на бројот на вработените во општеството и ред на други фактори кои што доведоа до зголемување на бројот на децата во установата. Објектите или популарно наречените клонови се распространети на повеќе локации во Велес, односно во Велес ги има 6, а во општина Градско во склоп на градинката функционира уште еден објект. Како се менаџираат објектите со оглед на нивната распространетост? Друга карактеристика на оваа установа, за разлика од основните училишта, е тоа што оние основни училишта кои што имаат еден објект е тоа што детската градинка има 6 објекти, само во општината, спомнавте во општина Велес. Тие се сите посебни организациони единици. Ако ги посетите сите 6 објекти, сите се различни.
како по внатрешното интериерно уредување, така имаат и различна клима во објектите во однос на начинот на спроведување на работата, во однос на нивната креативност. Ќе го сетите духот и успешноста на секој од објектите која што е различна. За наше задоволство во 2014 година се отвори објект во други просторни услови во општина Градско. Имаме особени интереси и успешно работи и овој објект е во рамките на нашата структура, односно во рамките на детската градинка Димче Мирчев. Значи, секој од објектите има свој одговорен воспитувач, кој што се грижи да се оствари целокупното живење во секој од објектите. Исто така, овие одговорни воспитувачи се дел од хиерархијата на функционирањето на објектите. Потоа во еден од објектите имаме припрема на заедничка храна, која што се дистрибуира во сите објекти во рамките на општината, и е повторна работа која што е предводена и координирана од одговорните лица во соодветната установа. Значи, се грижиме, овозможуваме згрижување, воспитание и образование на децата во рамките на установата, едновремено се грижиме за исхрана на истите, имаме проширување на сопствената дејност и во однос на припремата и подготвувањето на оброците во проектни активности од страна на Министерството за труд и социјална политика за социјална загрозена категорија на луѓе. Значи, тоа е дополнителен товар на нашата централна кујна, се спремаат околу 140 оброци, меѓутоа одлично се снаоѓаат во истата, а едновремено сме и сервис услуга и на оние основни училишта кои што немаат сопствени кујни, а нудат целодневен престој на децата кои што престојуваат во истите. Тука се Основното училиште Васил Главинов, Основното училиште Свети Кирил и Методи, од неодамна Основното општинско училиште Јордан Хаџи Константинов Џино. Значи, имаме одлична соработка со голем број на останати институции во рамките на општината. Покрај изгрижувачкиот аспект, градинката има и едукативна цел. Голем број на проекти се активни во текот на целата година. На кој начин се селектираат и какви се ги има? Еден од аспектите на остварувањето на дејноста на градинката е образованието и воспитанието на децата. Рековте, значи, не се грижиме само за згрижување на истите, туку водиме сметка и да се задоволи љубопитноста на децата, да се развие нивната креативност, нивната фантазија, да дојдат децата до нови сознанија. Во нашата институција се применува програмата за рано учење и развој, која што е донесена од Министерството за труд и социјална политика. Освен редовната примена на програмата, во институцијата во рамките на нашата градинка, значи постојано секоја година имаме нови проектни активности кои што во главном ги опфаќаат децата од 4 до 5 и од 5 до 6 години, значи повозрастната група на деца. Проектните активности се особено интересни за децата. На тој начин престојот на децата во градинка го правиме да биде поубав, поразличен, децата осознаваат нови појави, го збогатуваат сопствениот речник. Начинот на избирањето на проектите е фаза која што трае една година, а завршува наредната учебна година. Имено проектите произлегуваат од воспитно-згрижувачкиот кадар и следењето на интересите на децата, а одлуката која од проектните активности ќе се спроведува ја донесуваат стручните работници заедно со менаџерот на институцијата, се разбира. Имаме проектни активности кои што ни се традиционални, кои што сме утврдиле дека имаат позитивен ефект и се добро прифатени кај децата. Таква една од проектните активности која што е наша на детската градинка е спортот е храна. Тоа е активност која што всушност ја спроведуваме секоја година и ги опфаќа децата од 4 годишна до 6 годишна возраст. Тоа е всушност активност која што ја спроведуваме со помош на Сдруженијето Штурчиња, кој што има и своја факултативна активност во рамките на детската градинка, тоа е спортот. Преку овој проект Спортот е храна, на децата им се доближуваат голем број на спортови, на детски начин и преку игра ги учат одредените правила од спортот, се запознаваат со спортист кој што доаѓа во занималната и го представува својот животен пат, што се направил за да биде спортист, и на крајот имаат посета на соодветен спортски објект во рамките на градот. Тоа е проект кој што трае веќе 5 години и се спроведува во институцијата. Имаме проектни активности кои што ни доаѓаат и од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование. Градини во детските градинки е проект кој што исто така успешно се спроведува, е проект на Министерството за труд и социјална политика. Разви особен интерес кај децата, затоа што децата всушност на овој начин видоа на кој начин се одгледуваат градините, учествуваа во припрема на градините, во
запознавањето на растенијата од семе до растение, плодовите, како изгледаат кај растенијата и на крајот дури консумирање на соодветните плодови кои што сами ги одгледале во детската градинка. Секоја година со возрастната група од 4 години до 5 и од 5 до 6 години имаме еден клучен главен проект од кој што ни произлегуваат две манифестации. Тие се проектни активности кои што ни се спроведуваат од октомври до едниот е до април месец и завршува со патронатот и се однесува на возрастната група од 4 до 5 години. Оваа година учиме биди пријател за растенијата, децата ги учат сите појави кои што се случуваат кај растителниот свет, учат за растенијата воопшто и на 7 април ќе имаме преубава представа која што ќе се однесува на растенијата, на инсектите кои што ги имаме во градината и сите останати појави кои што се случуваат во една градина, цветна во случајот ќе биде, а со големите групи исто така, односно групите од 5 до 6 годишна возраст, секоја година имаме најразлични проекти. Оваа година сме во светот на боите. Минатата година ни беше еден ден јас ќе бидам и учевме за професиите. Минатата година направивме и многу успешни емисии детски, во кои што децата се запознаа со одреден вршител на професија, посетија аеродром, учеа за Вселената, потоа имаме случаи кога на проектни активности кога учеле за емоциите, значи резултатот на овие проектни активности кој што ги правиме со големите групи ни е најевидентен, имаме соодветен производ и може да го препознае и граѓанската заедница. Оваа година со овие деца ги учиме боите на светот. Што значи боите на светот? Боите се всушност секаде околу децата, со цел да ги доближиме боите. Учиме за нив, ги учиме спектарот на бои преку игра, значи сите активности во градинка се случуваат преку игра. Контакт дете воспитуваат, истражувачки активности имаме преку кои што се доближуваат овој тип на проекти до децата. Како резултат на целата проектна активност која што имаме со возрастната група од 5 до 6 години, ќе ни произлезе завршната приредба која што ни е свечен момент на испраќање на дечињата кои што престојувале во нашата институција повеќе години во основното образование. Она што е особено важно во начинот на згрижување на деца, меѓутоа и нивната едукација, е просторот во кој тие престојуваат. Не само ради здравствени причини, него и од самите нови услови кои што секојдневно се соочуваме. Децата сакаат да престојуваат во убав уреден простор. Кои се мерки ги превземавте изминатиот период за да ги подобрите условите за престој? Имавте го в предвид дека е можно важен просторот во кој што го минуваат времето децата кои што ја користат нашата услуга. Тргнавме со реновирање на секој од занималните во секој од објектите. Можеме да се пофалиме дека оваа година всушност и завршуваме со реновирањето на занималните како простор за активности кои што го користат децата. Создадовме нов стимулативен простор, го боивме во најразлични детски бои, имаме нов мебел, нови масички столчиња кои што се исто така корисни и удобни за децата, ортопедски соодветни за да може престојот во градинка да им биде удобен, едновремено да биде и стимулативен. За таа цел, освен значи промената на соодветниот инвентар во занималните во кои што престојуваат, дадовме акценти на снабдување со соодветен дидактички материјал. Секоја година се купува дидактички материјал со кој што се оплеменуваат центрите во кои што децата ги вршат одредените активности. Дали е набавка на нови музички инструменти за музичкиот центар, набавка на бајки приказни, сликовници во центарот за јазик или центарот за татковина збогатен со одредени символи на државата, знамето. Значи се трудиме во целокупното живење на децата и битисување курикулумот кој што го имаат во текот на денот во градинката да им биде исполнет, да може да биде стимулативен, истиот е мощно важен за да може тие деца да може соодветно да се развијат на соционален, емоционален и интелектуален план. Колку е важна редовната репарација и обновување на објектите со цел нивно подолгорочно користење? Во одлуките, односно во годишната програма, кога го правиме всушност планот за реконструкција на соодветните објекти, внимаваме и на основните мерки на енергетската ефикасност. Од тука, применувајќи ги мерките на енергетската ефикасност, детската градинка штеди. Со заштедените средства се прави пренамена на истите и се употребуваат за некоја друга цел.
Имено во секој од објектите при реконструирањето ставивме ПВЦ прозори, дрвената дограма стара, неекономична, со која што имавме загуба на топлина, ја заменивме со ПВЦ прозори и ова е постапка која што е при крај, само еден дел во еден од објектите ни останат заменување, тоа е објектот Детелинка и тоа некаде околу 1/4 од прозорите ни се останати за замена, инаку во сите останати објекти имаме ПВЦ прозори. Потоа, во секој од објектите ова година ќе го ставаме последниот сончев колектор и постапката ни е во тек. Значи, во секој од објектите имаме сончеви колектори кои што ни возможуваат всушност штедење на електрична енергија и користење на топла вода преку тие сончеви колектори. Едновремено, значи, кога се прават соодветните реконструкции, освен на внимавањето на енергетската ефикасност, се внимава и на функционалноста. При реконструкциите морам да нагласам дека вработените се покажаа можне несебични. Во еден од објектите во кој што имаше зголемен интерес за запишување на децата, вработените се откажаа од канцеларискиот простор и административниот простор, тоа објектот Звездички во близината на училиштето Кирил и Методи. Таму 3 административни простории ги поврзавме, создадовме занимална и на тој начин всушност една занимална. На тој начин всушност создадовме можност за згрижување на плюс уште 20 на дечиња и го зголемивме капацитетот на установата. Значи се преземаат буквално сите активности и да се заштеди во однос на трошоците, да се обезбедат принципите на ефикасноста, едновремено да се даде поквалитетна и подобра услуга на крајните корисници, односно дечињата. Она што се очекува наскоро е да профункционира Центарот за едукација, рехабилитација и советување. Како дојде до идејата за негово воведување и на кој начин ќе функционира? До идејата за отворање на Центарот започна со идејата за отворање на собата за сензорна интеграција во која што се наоѓаме во моментов. Таа произлезе преку дефектолозите кои што работат во нашата институција, со одредено истражување од соодветната област како може да им се помогне на дечињата со потешкоти во соодветниот развој. Согледавме дека постојат и различни други третмани кои што не се спроведуваат кај нас. Се заинтересиравме за сензорната интеграција. Потоа, од кога дојде идејата за сензорната соба, на нас е многу логичко дојде логопедскиот кабинет, затоа што ние во рамките на нашата институција имаме целосна стручна служба, имаме педагог, психолог, 20 дефектолози, логопед и можеме да развиваме соодветната дејност и да подобруваме услугата. На сето ова дојде врвот во однос на отворањето на советувалиштето за децата и родители, што е мощна важна работа. И ќе започне да функционира, планот е да се отвори на 7 април и да почне да функционира како цели на Центарот. Советувалиштето за деца и родители е всушност место во кое што ќе се создаде врска, подобра врска, поквалитетна врска помеѓу дечињата, помеѓу родителите и помеѓу нашата институција, затоа што во рамките на мисијата на нашата институција е всушност создавање на одреден партнерски однос кој што треба да постои помеѓу нашата институција и помеѓу родителите, кој што е многу битен. Потоа во нашето работење се почитуваат индивидуалните способности на секој од дечињата, се поддржуваат различностите меѓу дечињата. Исто така, кадарот настојува да ги подобри сопствените вештини, оттаму произлегува и волјата и желбата да се направи еден ваков исчекор, значи да се осознаваат нови работи, да се направи соба за сензорна интеграција, да се отвори логопедски кабинет кој што ќе има модерна опрема, па модерната опрема добивме преку проектна активност со швајцарската амбасада и ќе биде олеснување во однос на работењето и остварувањето на работата од страна на логопедот како стручен работник во институцијата и на крајот советувалиштето кој што ќе организира најразлични обуки, индивидуални средби со родителите во случај на нивна потреба на најразлични теми кои што ќе се огледа дека се потребни и актуелни во соодветниот период. Обрнувате големо внимание и на креативноста на децата кои доаѓаат во градинка. Наскоро се очекува да се отвори креативен центар. Што би содржал тој и кога би било неговото отворање? Една од идеите која што кога дојдовме при крај со завршувањето на центарот и видовме дека оди целата работа и може секој сон може да се оствари доколку си доволно упорен и создавањето на креативниот центар. Имено идејата за креативниот центар беше поттикната од тоа што добивме музички педагог во рамките на нашата градинка и започнавме одредени активности. Беше формиран и детски хор, потоа нашата градинка
создади собствена песна на проектната активност која што имавме минатата година, еден ден јас ќе бидам со авторски права и на музика и на текст на наши соработници внатрешни и надворешни. Оваа година планираме да направиме и химна од градинката, химна која што ќе биде обележјена институцијата и ќе биде препознатлива за истата. Значи, креативноста оди постојано чекор напред. Освен што правиме вакви активности во областа на музиката, преку надворешните соработници имам исто така и во областа на ритмоденсот и балетот како факултативна активност одредени исчекори нанапред. Идејата е преку креативниот центар да воведеме уште ликовна уметност, односно да може да ангажираме соодветен стручен работник од областа на ликовната уметност и да може да се добри една целина, да може децата уште во рамките на градинката да се насочат соодветно, овие стручни работници да може да го препознаат потенцијалот кој што го носат дечињата и уште во најраната возраст да можат да ги насочат за да може да се развие истиот понатаму. Креативниот центар ќе биде отворен, планот е да биде отворен во објектот Детелинка. Преземаме чекори во моментов имаме изработка на план за адаптација на просторот, а и правиме проект за да може да дојдеме до дополнителни средства, за да може тоа да го направиме. Средствата планираме да бидат средства до кои што ќе дојдеме преку невладиниот, односно граѓанскиот сектор, амбасади. Најнова активност која што ја преземаме, со која што сакаме да го подобриме квалитетот на услугата, едновремено и вештините на вработените ни е и вклучувањето во Еразмус програмата, која што всушност ќе ни донесе ново европско искуство во нашата градинка. Првите чекори во вклучувањето на Еразмус програмата во предучилиштето ги правиме во моментот и очекуваме дека би можеле еден ваков креативен и едукативен центар да отвориме дали со прекугранична соработка, размена на идеи на други градинки кои што имаат соодветно искуство врзано со нашата идеја. Значи, зародишот постои, вработените ги прифаќаат идеите и се заинтересирани да се развиваат и понатаму. Вработените не го штедат своето време, значи овој тип на активности не можете да го обавувате во рамките на работното време. Значи овој тип на активности значи давање на дел од своето слободно работно време во однос на подобрување на нивото и квалитетот на услугата на институцијата и како од страна на стручните работници, така и од страна на воспитно-згрижувачкиот персонал на институцијата. Ги споменавме овие проекти, односно сите оние кои што досега сте ги сработиле, но и оние кои што ги најавивте, како поддршка од Еразмус Плюс програмата, прекугранична соработка, швајцарската амбасада. Колку овие релации се битни за помогање на градинката и за успешно реализирање на сите планови и идеи кои што како менаџер на установата ги имате? Нашиот став е дека што повеќе пријатели имаме во било која област, толку ќе ни биде полесно и толку ќе бидеме поуспешни, толку ќе ни биде полесно да ги реализираме нашите идеи, а и ќе дојдеме до нови сознанија и нови идеи преку пријателите кои што ги имаме. Затоа имаме солидна соработка како со другите предучилишни установи во Република Македонија, така се трудиме да воспоставиме соработки со предучилишните установи во регионот. Исто така имаме мощна солидна соработка долг временски период со граѓанскиот сектор. Голем дел од работите кои што ги гледате тука се резултат на голем број на проекти кои што ги имаме направено со граѓанскиот сектор, дали е тоа Алијанс клубот НВО 4664 и голем број други граѓански организации кои што постојано се со нас. Соработката исто така со надворешните соработници ни носи многу позитивни аспекти во работењето. Така во рамките на нашата соработка во однос на факултативните активности имаме одлична соработка со стручни лица од областа на физкултурата, дури еден од стручните лица е професор и на соодветниот факултет за физичка култура, од кој што, значи еден од соработниците работи на факултетот за физичка култура и добиваме соодветни стручни совети за имплементирањето на спортот во предучилишните установи. Имаме стручна соработка и во однос на припрема на ред други активности, дури сами знаете и на завршната приредба, во однос на изработката на костимите, во однос на сценографијата, во однос на припремата на точките. Имаме соработка во однос на имплементирањето на активностите во рамките на занималните со децата, значи дневно планираните активности исто така ни се во соработка со најразлични институции. Имаме чести посети на доктори, имаме чести посети на други вршители на дејност, имаме одлична соработка со родителите. Исто така во извршувањето и реализирањето на нашата дејност, што од сопствена страна
повторно доведува да бидеме успешни во однос на спроведувањето на дејноста на згрижување, воспитание и образование на дечињата од предучилишна возраст. Затоа што сметаме дека предучилишната возраст е многу битна возраст во однос на предучилиштето, е многу битно за создавање на соодветна личност која што понатаму ќе биде дел од општественото живење. На крај да заокружиме, што според вас значи успешен менаџер на една јавна установа, односно детска градинка? Моето видување во однос на успешноста на работата значи создавање на соодветен тим со кој што успешен тим кој што ќе ве следи, со кој што ќе може да соработувате и да ги извршувате одредените активности. Потоа освен создавањето и гајањето на тимската работа, можна важна работа е мотивирањето на тимот. Мора постојано и вие да бидете мотивирани и да го мотивирате тимот во однос на завршувањето на работите, успешно функционирање на истиот. И морам да кажам дека мошно е важно заеднички со тимот да сонувате, доколку имате заеднички сон со тимот, сонот не се остварува со помош на магија, потребно ви е посветеност и работа. Ние посветеност и работата од вработените имаме, а кога секој ја врши работата со љубов и посветено, тогаш успехот е неизбежен. За крај останува само да ви се заблагодарам за одвоеното време и да ви посакам успех во она што овие изминати 5 години го правевте, односно сте менаџер на детската градинка Димче Мирчев од Велес. Ви благодарам на поканата. Од страна на нашата институција ќе ви поклониме една книга која што е Живот во светот на бајките. Бидејќи ние постојано сме во светот на бајките, оттаму всушност произлегува нашата креативност. Ви посакувам и вашиот живот да биде бајка. Велете. Јас ви благодарам за ова пријатно изненадување и ви благодарам за одвоеното време. Вас, драги гледачи, за 7 дена ви најавувам нова успешна приказна на истата фреквенција во истото време. Пријатно.